Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во јуни годинава изнесувала 48.381 денар, што представува зголемување од 6,4% во однос на истиот месец минатата година, објави Државниот завод за статистика. Растот на просечната нето плата според податоците најмногу се должи на зголемувањето на платите во неколку сектори. Најголем раст е забележан кај административните и помошните услужни дејности, каде просечната нето плата е повисока за 10,6%. Следуваат земјоделството, шумарството и рибарството со раст од 8,1% и секторот транспорт и складирање, каде зголемувањето изнесува 8%. Од друга страна, во однос на претходниот месец, намалување на просечната месечна исплатена нето плата е евидентирано во повеќе сектори. Неголемо намалување има во трговијата на големо и трговијата на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли, каде платата е пониска за 9%. Пат од 6,2% е регистрирани во секторот уметност, забава и рекреација, додека кај снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација, намалувањето изнесува 5,9%. Податоците покажуваат дека на годишно ниво просечната нето плата продолжува да расте, иако разликите во движењето на платите се забележливи во одделните економски сектори. Во Македонија досега се регистрирани 43 случаи на западно-нилска треска, од кои 40 се потврдени, додека кај уште 3 лица вирусот е потврден со еден тест, информираше министерот за здравство Сашо Клековски. За прв пат случаи на западно-нилска треска се регистрирани во скопските општини Центар и Чаир, со што се проширува подрачјето во кое е евидентирано присуство на вирусот. Дополнително во Скопје е потврден вирусот и кај мртов гавран, што е прв регистриран случај на позитивна мртва птица на западно-нилска треска во земјава. Во изминатиот период биле пријавени поголем број мртви птици кои ги собира Агенцијата за храна и ветеринарство за понатамошно испитување. Министерот Клековски информираше дека здравствените власти направиле мапирање на подрачјата каде што постои зголемен ризик од ширење на вирусот. Како најризични се издвоени каналите за наводнување во Скопско поле, ископите и така наречените мртви делови од реките, каде што може да има услови погодни за размножување на комарци. Меѓу критичните точки се посочени Серава во подрачјето на Арачиново и Бутел, каналите во Јурумлери, каналите во Драчево, Батинци и Студеничани. Здравствените власти продолжуваат со следење на состојбата и со активности насочени кон идентификување на ризичните подрачја и спречување на понатамошно ширење на западно-нилската треска. Пожарите на отворено представуваат значаен ризик за јавното здравје, предупредува Институтот за јавно здравје. Оттаму посочуваат дека покрај директната опасност од огнот и изложеноста на чад може да има последици врз здравјето, дури и кај населението кое живее подалеку од опожарените подрачја. Чадот содржи суспендирани честички, меѓу кои PM10 и различни гасови и хемиски загадувачки материи. Особено опасни се фините честички кои можат длабоко да навлезат во белите дробови и да предизвикаат воспалителни процеси. Изложеноста на чад може да предизвика кашлица, иритација на дишните патишта, свирење во градите и отежнато дишење, а кај лицата со астма и други хронични заболувања може да дојде до влошување на состојбата. Ризик постои за лицата со кардиоваскуларни заболувања. Особено чувствителни се децата, бремените жени, старите лица и лицата со хронични респираторни и кардиоваскуларни заболувања, како и луѓето кои работат на отворено. Институтот за јавно здравје препорачува граѓаните да го ограничат престојот на отворено кога има чад и да избегнуваат физички напор. Во домовите треба да се држат затворени прозорците и вратите, а климатизацијата да се користи на режим на рециркулација. Доколку е можно, се препорачува и прочистувач на воздух. Од ИАЗ апелираат граѓаните да ги следат официјалните препораки и да побараат медицинска помош при изразено отежнато дишење, болка или стегање во градите или значително влошување на постоечка здравствена состојба. Состојбата со епидемијата во Гостивар е ставена под контрола, откако Центарот за јавно здравје Тетово донел одлука за нејзино прекинување, информираше министерот за здравство Сашо Клековски. Според последните епидемиолошки податоци, во моментов нема нови случаи на гастроентеритис или ентероколитис, односно стомачни тегоби кои што се поврзуваат со водата за пиење во Гостивар.
Клековски посочи дека состојбата се следи, но во моментов нема индикации за продолжување на епидемијата. Министерот појасни дека во гостиварската болница немало хоспитализирани пациенти во класична смисла, туку станувало збор за краткотрајни 24-часовни задржувања на лица кои имале потреба од медицински надзор и третман. Со одлуката на Центарот за јавно здравје, Тетово, епидемијата е ставена под контрола. Надлежните институции продолжуваат да ја следат состојбата во Гостивар. Само 7 бродови што превезуваат суровини вчера поминале низ Ормускиот теснец, што е половина помалку во споредба со претходниот ден, покажуваат податоците на службата за следење на бродови КПЛЕР. Од 7 бродови, 4 влегле во теснецот, 3 излегле. Намалениот сообраќај се случува во услови на загриженост за безбедноста на поморскиот транспорт на Блискиот Исток, додека мировните преговори меѓу САД и Иран остануваат во застој. Ормускиот теснец е од особено значење за глобалниот енергетски пазар. Пред почетокот на војната во февруари низ него минувала речиси 1/5 од светскиот транспорт на сува нафта и течен природен газ. Меѓу 7 бродови што поминале вчера немало супертанкери за сурова нафта ниту танкери за течен природен газ. Сепак низ теснецот по иранската рута поминал многу голем танкер за газ кој превезувал пропан и бутан. Од бродовите што го напуштиле Бапел Мандеб, 2 биле танкери со сурова нафта наменета за Виетнам и Индија. И таму во четвртокот немало поминато супертанкери за сурова нафта или течен природен газ. Германија годинава го бележи најсмртоносното лето досега кога станува збор за смртни случаи поврзани со високите температури. Според привремените проценки на Германскиот институт Роберт Кох, до 9 август се регистрирани околу 14.000 смртни случаи поврзани со топлотните бранови. Со ова е надмина досегашниот рекорд од 2018 година, кога биле проценети околу 8.900 смртни случаи поврзани со топлината. Летото се уште не е завршено. Германија, која е најнаселена земја во Европската унија, годинава се соочи со серија интензивни топлотни бранови. Најпогодени се лицата на возраст од 75 години и повеќе. Според податоците на институтот, околу 9600 од проценетите 14.000 смртни случаи се случиле во периодот од 22 до 28 јуни, кога температурите во Германија надминувале 41 степен Целзиусов. Слични податоци се регистрирани и во други европски земји. Франција пријавила околу 7300 смртни случаи поврзани со високите температури, Шпанија околу 4500. Високите температури најчесто придонесуваат завлошување на веќе постоечки здравствени состојби, особено кардиоваскуларни, белодробни и бубрежни заболувања. Експертите предупредуваат дека климатските промени предизвикани од човековата активност придонесуваат топлотните бранови да стануваат почести и поинтензивни. Поранешниот германски министер за здравство оцени дека бројот на смртни случаи поврзани со шештината може да биде и потценет, повика на посилни мерки за заштита од високите температури, поддржа иницијатива за заштита на природата и адаптација кон климатските промени. Високи температури денеска ќе има на територијата на целата земја. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, од предстојниот викенд следува постепено освежување и пад на температурите. За утре се очекува сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност. Попладне, особено во планинските региони, ќе има услови за пороен дожд и појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Во Скопје утре ќе биде сончево и многу топло, со мала до умерена облачност и слаб до умерен северозападен ветер. Од недела и во следните денови се очекува постепено паѓање на температурите. Во попладневните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа постои можности за појава на невреме со силен ветер и град, поради што се препорачува граѓаните да ги следат најновите временски прогнози и предупредувањата од надлежните институции.